започва со најавено отсуство. Колеги и колешки, почитуван градоначалник, почитувани служби, почитувани присутни, кои да останат, нема врска. Службите констатираа присуство 22 советника, со што може полноважно да одлучуваме и ги разгледуваме останатите точки од 37-та седница, со што продолжуваме со работа. Пред да продолжиме процедурално, морам да ви се обратам. Јас добив толкување од страна на стручните служби на општината. Конкретно имаше два битни аргументи за отфрлање или не отфрлање на 4000 амандмани, не се 3000, колку се? 3870. Јас се консултирав и со мојот правен тим и одлучив да не ги отфрлам амандманите. Фактички сме ставени во позиција доколку ги отфрлам да бидам ист како Талја Џафери, кој што ние кривично го гониме заради такви акти и искрено дали сум во право или не знам, ама не можам да си дозволам на чиста совест да го направам тоа. Тука како единствен механизам мене ми останува да апелирам до советниците кои што ги поднесува амандманите, соочени со можноста нормално за непоправлива штета према Карпош, да разумно да размислат околу ситуацијата. Толку. Што стана кои со зборови? Овој градоначалник. Поштовани советници, во нашава работа има дел политика, но политиката е ставена во некои рамки. Тие рамки се статут, правилници, закони, за да политиката не може да прави што сака. Од тие причини и ние во ова ситуација, што колегите од ВМРО да помене, доставиле скоро 4000 амандмани, за нивна жал, правото и законот велат дека амандманите им се ненавремени, значи се отфрлаат од две големи причини. Првата причина е што амандманите се стасани многу подосна отколку што требале и биле должни да внимаваат за рокот. Откако некој ќе донесе амандмани, поднесок или било што, според закон за управна постапка, според закон за кривичниот закон, според закон за процесна постапка, значи рокот се смета од наредниот ден. Значи, вам ви се доставува некој поднесок, вие имате право на жалба или на било што, рокот отпочнува од наредниот ден. Што тоа значи? Роковите се мерат во месеци, во денови и во часови. Овој рок, кој што колегите не го испочитувале, а ги донеле амандманите, во среда во 13:30 часот, нашата седница почна во 9 часот во петок, односно беше закажана 9 часот во петок, амандманите вторник, добро. Рокот се смета од среда. Значи, среда, четврток, петок, ние имаме доснење од 4,5 часа на овие донесени амандмани. Што значи дека истите се отфрлаат како ненавремени. Втората работа. Има разлика меѓу државниот буџет и општинскиот буџет. Државниот буџет и програмите и буџетот се воедно инкорпорирани и се поднесуваат амандмани на буџетот, а овде ние имаме програми кои што ги усвојуваме претходно и тие програми се составен дел на буџетот. Програмите ги усвоивме и овие амандмани се однесуваат токму на прашања и на измени на делови од програмата, особено делот на екологија. Има и трета работа, голем дел од тие амандмани се со погрешни програми пишани, со неточни работи и така натаму и така натаму.
Што значи дека ова работа е беспредметна. Ова работа е точна, што вие кажуваме 100%. Господине председател на Советот, ви имате председател на партија кој што е професор по право. И мислам дека тоа е причина повеќе да ги респектирате правните норми кои што се пропишени за сите во оваа држава. И јас би замолил да не правиме повеќе циркус. Обидот беше да се одуговлечи носењето на буџетот, обидот е неуспешен и да се станеме тука и да го донесеме буџетот и да одиме сите натаму на прослава на Нова година, затоа што денеска е петок, 29. Најголем дел од граѓаните, па и од советниците, па и од вработените, веројатно се подготвуваат за дочек на новата 2024 година. Се останато што ќе се прави е несоодветно и не би можеле да го прифатиме. Значи, ние да расправаме за амандмани од политички причини, никој овде не е Талат Джафери. Ке Талат Джафери имаме сосема друга работа, овде се уредно примени, тие службите работеле повеќе време, останували до доцна во ноќта, значи заведен е секој амандман како што треба, онака како што е барано на седници Совет е постапено, но за жал овие амандмани се ненавремени. Од тие причини не можеме да дискутираме за истите и јас ве молам, дајте да разговараме за буџетот и да го гласаме буџетот и ништо повеќе тоа. Благодарам. Почитувани присутни, и јас обидов денеска да добијам некои одговори во однос на оваа ситуација. Прво, деловникот стварно е многу нејасно околу начинот на кој се поднесуваат амандманите и дали е тоа према буџетот. Во однос на тоа што првата година ние како група поднесовме 4 амандмани, беа поднесени токму како амандмани кон буџетот со програми, точно од која програма се зема, во која програма се стави. И таа е логиката, затоа зашто кога поднесуваш амандман кон буџетот, фактички ги опфаќа и едната и другата програма. Програмите треба да се донесени претходно, меѓутоа ако има амандман на буџетот може да дојде до измени на програмите. По моја логика така некако би изгледало. Меѓутоа и таа година сме ги разгледувале на самата седница во делот на програмите. Значи, не сме ги разгледувале како амандмани на буџетот, туку во програмите. Се распрашав и кај други председатели на Совет од независните, значи го потврдеа тоа дека ги се расправаат во однос на кога се програмите, меѓутоа исто ми кажа дека председателот е должен да ги стави и да ги разгледа програмите, амандманите. Има основа да не се прифатат од ред причини, меѓутоа причината што ја кажувате со терминот не држи. Затоа зашто сме имале случаи кога и ние реагиравме на почеток, известувањата на седниците до самата седница беа помалку од 7 дена, меѓутоа најмала работа е тоа да се фаќаме сега за 3-4 сати. Апелирам и до вас, градоначалник, и до советниците од ВМРО ДПМН да најдете заеднички начин за да не се задржиме овде во разгледување на секој амандман, зашто по минута да ги разгледуваме тоа се негде над 60 часа работа и тоа би не држало неколку дена по 6-7 сати работа. Значи, може да го донесеме буџетот вечер, ако се најде некој заедничко решение, а може да го донесеме буџетот после 10 дена, со тоа што ќе потрошиме сите овде сати од нашето време. Ви благодарам. Почитуван председател на Совет, почитуван градоначалник, почитуван секретар на општина Карпаш, почитувани колеги советници, почитувани вработени во општинската администрација на општина Карпаш. Согласно сите позитивни законски прописи, согласно деловникот за работа на Советот на општина Карпаш, согласно статутот на општина Карпаш,
Амандманите се апсолутно поднесени во законски рок. И тука нема што да се дискутира. Ке ве замолам да не толкувате се онака како што некому му одговара. Едноставно, не постои никаква пречка за овие амандмани да бидат разгледувани. Втора работа. Никаде нема законско ограничување во кое што се вели дека амандман може да се поднесе на ова, а не може да се поднесе на ова. И тоа е апсолутна вистина. Советничката група на ВМРО ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија нема да ги повлече амандманите и ќе бараме расправа по нив. Но, затоа што го цениме вашето време, можеме да ви понудиме една кратка координација пред да почне продолжението на седницава, на која што ќе ви ги искажеме нашите ставови и точно ќе ви предложиме како можеме да работиме. Можеме да работиме на два начина. Ние сме подготвени по 16 часа дневно да работиме на седниците на Советот на општина Карпаш. И од тоа не отстапуваме. Ви благодарам. Да, Вистиновски ја без збори добрила, ама затоа што имаме повик за координација, дали би сакале прво збори, да ќе се заврши збори. Другари и другарки, еден господин, намерата е јасна. Меѓутоа, сакам да ве замолам како луѓе да се вразумите, јасна е намерата. Меѓутоа, позади се во ова стојат вработени, стојат судбини и стојат луѓе. Значи, овде имаме администрација која што работи во општината. Имаме луѓе кои што се со договори. Имаме луѓе по градинките, имаме луѓе по училиштата, кои што заради нечиви политички хирови утре нема да имаат екзистенција. Мене ми е многу криво, многу ми е жал за тие луѓе, заради ова политиканство кое што се случува овде 2 години. Сем политиката, пред се ние сме луѓе, избрани од истите тие кои што денеска зависат од нас. Затоа ќе ве замолам уште еднаш и ќе ве замолам уште еднаш да се вразумите, да донесеме решение, да изгласаме буџет за да може да функционира општината и овие луѓе да можат на раат да си ја дочекаат новата година. Немојте луѓе, че не е во ред. Дали ја чувствувате непријатната тишина овде? Дали чувствувате кога влеговме дека сите ќутат? Зарем не сте свесни? Зарем вие немате семејство? Зарем немате деца? Оставете ја политиката настрана. Знам дека ќе реплицирате. Меѓутоа не е во ред. Дајте да завршиме работа и еднаш во овие 2 години да бидеме совет како што треба. Оставете го и градоначалник, оставете ги политиките. Дајте луѓево да си ја дочекаат новата година како што треба. Вчера бевме тука 14 сати. Претходно бевме толку колку што бевме. Денес ќе бидеме уште колку што треба. Меѓутоа, дајте еднашка да личиме на совет. Ве молам, ја тргам политиката настрана. Сега ви зборувам од човечки аспект. Значи, ве молам, администрацијата треба да функционира. 65-70 илјади граѓани на Карпаш. Не ви зборувам како човек од политичка партија. Како човек сега ви зборувам. Ве молам, тргнете се настрана, тргнете политики, тргнете го Стевче, тргнете ги, да не ги редам сите. Нема и наети екзистенција за луѓето. Што доколку тие луѓе останат без плата утре? Што ако не може да се склучат договори? Имаме брачни парови во општината, имаат деца, луѓе кредити имаат.
Исто како сите нас, тие се како нас, не се поразлични од нас. Не е момент за политика на ваква работа. Се работи за луѓе, како нас. Толку само имав да ви кажам. Благодарам. Почитуван председател, почитуван градоначалник, почитувани колеги советници, почитувани вработени во општина Карпош. Почитуван господине Бислимовски, ќе ве замолам да не ширите дефетизам, да не ширите едноставно невистини. Јас длабоко сочувствувам со вашиот сентиментален говор. И јас апсолутно стојам одговорно со одлуките кои што ги носиме зад судбините на овие луѓе. Зарем вие сметате дека овие луѓе ви се само вам важни? Дека нам не ни се важни? Ке ве замолам да не ширите политички флоскули овде, туку да отворите и да ги прочитате законите. Овие луѓе можат слободно да одат и да си ја чествуваат нова година најуредно и онака како што тие сакаат. Ним, согласно закон, нема да им фали ниту едно влакно од главата. Затоа ќе ве замолам. Јас ја разбирам вашата сентименталност, сочувствувам со неа, но едноставно ова што го говорите не е вистина. Овие луѓе ниту ќе останат без леп, ниту нивните кредити нема да бидат вратени, ниту пак нешто лошо ќе им се случи. Затоа ќе ве замолам, говорете согласно закон, а не согласно чувства. На крајот на криштата политиката е действие на разумот, не на чувствата. Но, морам да ви кажам, дека ние сме ги разгледале сите аспекти, вклучувајќи ги и можните последици. Вклучувајќи ги, значи, и можните последици. И ние сме сериозна и одговорна политичка партија. Немојте да мислите дека имаме намера некому зло да му нанесеме. На крајот на криштата ние сме пред избори, господине Бислимовски. Вие знаете што нам ќе ни се случи ако некому му направиме зло. Затоа ќе ве замолам, прочитајте ги законите и немојте едноставно да ги дезинформирате граѓаните и вработените во општина Карпош. Ова што деновиве се прави е хајка во општината, која што не се темели на ниту едно логично решение. Не говорам за законско, туку на логично решение. Никому нема да му фали ниту едно влакно од главата. Благодарам. Ово се извинам, контрареплика има влада право. Повторно станувам како човек, а не како политичка фигура. Дали во салава има некој што е по договор на дело? Ке молам станете. Може ли да ве замолам да станете? Дали може да ги погледнете овие луѓе и да ги прашате како се чувствуваат? Завртете се. Само завртете се и погледнете ги во очи. И нека ви кажат тие како се чувствуваат. Јас никој пат не реков дека ВМРО е несериозна политичка партија. Меѓутоа, јас честно ги гледам во очи. Завртете се да ги погледнете. И нека ви кажат овие луѓе како се чувствуваат. Што правите само? Да престане камерманот да провоцира. Последно помалеа. Што сака нека се? Ајде молам, престане да провоцира. Ќе овој што сака да провоцира. Ранто те да молам да говори. Ова е безобразно. Он ќе каже на години што да. Молам, ајде да се вратиме на темата. Колегата
Јас повеќе нема да станувам да зборувам, ниту пак да молам. Што имав да кажам, кажав, реплицирајте, зборувајте. Ке го замолам градоначалникот и Мими, додека на овие луѓе не им се реши статусот и проблемот на советничката група на СДСМ, една банка да не се исплати како паушал. Ви благодарам. Накратко ќе барам ако може да ни објаснат, пошто ќе станат сите да зборат и ќе кажуваат, ама не е тоа стручно. Од службите стручно да ни објаснат кои се последиците од тоа што се дешава тука кај нас. Било кој ако имаме. Уште еднаш да чуеме. Да чуем, само сакам да знам кои се последиците, пошто ќе излезе дека нема ништо не се дешава со ова, дека ќе се терат нормално. Ако сакам пак да чујам. Добро вечер, почитувани советници, почитуван председател на совет, почитуван градоначалник, почитувани колеги, останати гости. Пред да одговорам на сите овие прашања, пошто пресметавте преска дека колку часови треба да работиме, така за да ги считаме сите амандмани, значи јас треба да бидам тука, така? Треба да бидат и другите колеги, сите тука. Што тогаш мислите дека како ќе се одвива работата во општина, кога јас ќе седам цел ден тука? Ако јас седам тука место 8-16 часа, кој ќе работи во општина? Кој ќе ја организира таа работа таму? Значи, лесно ми јас ќе седам тука, ќе ве слушам, секој амандман ќе го читам, дури почна да ми трепери гласот од нервоза, затоа што вие навистина 3 дена многу се нервирам. Јас треба да седам тука и да ги слушам амандманите кои што пола не ви се точни контата, пошто јас ги разгледав, има време да ги разгледам сите, пола ви се неточни контата во програмите што ги имате ставено, и срамота е, ја не го гледам резултатот. Јас ги разгледав сите, не сакав да ги малтретирам другите колеги, јас ги разгледав, не го гледам резултатот од тоа 1 денар плюс 1 денар минус. Да се конструктивни, уште веднаш ќе кажев, нема проблем колеги, ќе ги разгледуваме амандманите. И на председателот ќе му кажев и на градоначалникот. Кога биле конструктивни, има советници кои што се повеќе години тука во советот. Дали некогаш сме правеле проблем? Председателот на совет, дали ви ова втор мандат? Дали некогаш сме правеле проблем за амандманите? Не ве кажете. Ама кога биле конструктивни, секогаш ви викам, јас не сум луѓе политичка личност и минатиот пат кажав. Немам политички говор. Јас кажав за моето работно време. Не, ми рекоа да излезам. Чекај, еве ве прашувам. Ма чекај, јас да работам треба тука 8 сата, кој ќе работи таму? Добро се набра, јас реков пред плативе ќе одговорам и за платите ќе одговорам. Не сега ќе одговорам и на тоа. Само јас ви го кажав дека времето треба јас да го изгубам тука и моите колеги раководители тука цело време, а таму не знам кој ќе работи. Затоа што граѓаните треба да ги обслужиме, кога ми доаѓаат на врата, ја не можам да им пишам затворена е канцеларијата поради тоа што сум на совет. Значи не се случило, јас 22 години сум во општина, не сум ја затворила канцеларијата за пауза, а не сега да седам на совет. И кога доаѓам на совет 3 сата 4, ова ми е губење некогаш време. Гледате дека доаѓам само кога имам точка. Кога немам точка на дневен ред, не доаѓам за да не губам време. Значи јас 22 години работам во општината и не ми се случило вакво нешто искрено. А сега за платите ќе ви кажам. Да, платите, како што велите, 1/12 или 1/3 што може да се користи од буџетот во ред. Платата на градоначалникот, знаете колку е сега? Знаете, 2000 евра, така 120.000 денари. Себе само да неговата земам пример. Лани во јануари му беше платата 65.000. За 3 месеца неговата плата е 195.000. Минатата година што ќе ми дадат да ги плаќам исплатите. Сега колку се 3 месеца градоначалник? 360.000. Од кај да ја најдам јас разликата?
Од кај да ја најдам разликата? Тоа е само за неговата плата, не зборувам еве за платите за другите вработени, платите за блок дотациите на школите и градинките, зашто вчера јас се јавив повторно во финансии и ми кажа дека и вие сте се јавувале. И кај заменик министерот, ми кажа и кај раководителот на финансии, затоа што ја имам релации таму веќе од 2005 буквално секој ден. И ме информираа граѓаните се, односно колегите, и кажаа дека нема во изборниот законник се уште точно кажана информација како да се постапува. Дали тоа ви го кажаа? Дека старите членови на ДКСК, односно на антикорупцијска, не сакале да ви одговорат и дека новите членови не сакале исто така да се впуштат во одговори дека ќе бидат од 1 февруари? Да, на вашите прашања што се ги поставувале. Сте поставувале прашања, да. И договор за те може да бидат хигиеничарите затоа што се изгласа програмата на Петар за екологија, меѓутоа тие што се во општинска администрација и другите што се со договор за дело во училиштата и градинките не може затоа што нема буџет. Значи на Петар има програма, може да оди според ова 1/3. Меѓутоа вработените што се општинска администрација од програмата општинска администрација не може да се исплаќаат. И учителките или не знам во детските градинки што се договор за дело и тие не ќе може да се исплаќаат. Бидејќи идат од наши пари, да. Повелете? Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа. Законот за буџети, тоа е на ниво на Република Македонија. Не го редува. Не, законот за финансирање е поголем. Не сум грешка. Не. Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа. Тоа е оче наша законот за буџети, меѓутоа е на републичко ниво. Ви благодарам. Не можам да намалувам вредноста на бодот јас. Вредноста на бодот е 81,6, не можам да ја намалам. Немам право да ја намалам. А како да го направам тоа? Добро. Не можам да направам, треба да ја сменам вредноста на бодот, а за вредноста на бодот ми треба ваша пак одлука, затоа што нели после буџетот има одлука за вредност на бодот. Така? Значи јас треба да донесам вредност на бодот со помала вредност на бодот за да може јануари, февруари, да. И во случај сега еве и тоа да се направи. Дали следниот месец кој ќе дојдат пари? Треба повторно нова одлука на совет да поминеме за да може да се вради Не можам да ја вратам, заради тоа што вредноста на... Во секој случај ќе бидат на загуба, затоа што имаме одлука со, например, 70 денари, а сега имаме со 81,6. Немам право да таа разлика да ја направам. Ми даја мојата плата, молам да пријам. Не, за пример, затоа што наједноставно... Ама од тие 27, колку ќе ми се одбија плюс, дека од маската да ги Тоа зборувам за нето плата на градоначалникот, не ги земам придонесите и понатака другите. Ова е само нето платата зборувам. Ајде, жената имала 27, сега се има 40. А и од тие 27 колку би земала? Ајде, кажете. Ама треба да намалиме вредноста на бодот. 70 денари да ја ставиме вредноста на бодот и да еден месец. После треба повторно да ја зголемам, ама таа разлика ја не можам да им ја доплатам, затоа што тој месец важела таа одлука. Минималец ќе земам, добро. Што среќа беше не сме. Ви благодарам. Благодарам председателе. Значи најпрвен да стишаат за да не те прекинувам. Да, благодарам председателе. Најпрвен благодарност до советникот од СДС. Фактички кажа сите се што требаше да се каже. Оние зборови што и јас ги кажав вчера, уште поеме од Тимно ги принесе. Она што Роберт го спомна во политиката е разумот, да, ама во животот се емоциите. И никогаш не може да бидете добар политичар ако немате емоции. Затоа што може да бидете политичар сам за себе негде пред огледало. Тоа не се однесува само за вас, него за сите политичари кои што мислат дека се од Бога дадени.
Овде има присутна во салата една господја што најверојатно вчера беше, што преска беше станата, јас не се ни завртив, ги знам сите. И вчера таа господја плачеше. Е со високо образование. И прашањето и беше кај ќе одам јас. Не треба да се споредува со времето на короната, ама бидејќи јас бев приватен сектор, за времето на короната приватниот сектор во здравството, иако работеа као црнци, беа на плата 50%. 50%. Сакате такво нешто да им се случи овде? Најверојатно платата ќе се намали на сите, а колкав ќе биде процентот, израчунете спрема на мими што ви го кажа тие 12 што може да се одвојат за било што. Дали некој манипулира или не, проценете сами. Меѓутоа, ние не сме овде джелати да си играме со главите на луѓето. На крајот од краиштата не си играме само со нивните животи, него со сите други. Ако вие една учителка која што е во дневен предстој, а е платена од општина, ако таа замине дома, пошто ќе замине дома, нема да сака да работи без пари, автоматски ги загрозувате и децата кои што се во таа настава, затоа што нема да имаат две наставнички, во целодневен престој ќе имаат една наставничка. Да не зборувам за градинките, каде што и така сега нема доволно персонал. Ви кажа вчера за која плата се работи и работат, чекајќи некои решенија понатаму. Значи, прво гледате го хуманиот аспект. Јас не сум правник. Сите имате, големите партии поготово, цели тимови кои што работат во позадина. Прашајте ги тука, пред се мислам на вас, председателя, дали во случај, ако вие ставите на дневен ред разгледување на амандмани кои што не се законски, значи, доставени, неуредни се вели тоа во законот, кои што се неуредни, дали вам, како личност кој што сте ги ставиле на дневен ред и сте ја довеле во опасноста општината и животот на граѓаните во општината и на сите вработени во општина и во градинките и во осмолетките, во основното образование, дали вие тогаш ќе бидете одговорен кривично. Јас не сум правник, немам правен тим, имам пријатели правници. И некој од нив ми дадоа такво толкување. Ако се стави на дневен ред да се разгледуваат амандмани кои што се неуредни, и јас не тврдам дека се неуредни, кажа тие што треба да кажат. Меѓутоа, ако ставите на дневен ред неуредни амандмани, вие ќе имате кривична одговорност. Толку. Благодарам. Колеги, викаме, спомнавме кој е сериозен, кој е несериозен, сериозна партија и така натаму и така натаму. Очигледно, за оваа сериозна работа одбрани се несериозни луѓе. Или тие што ја дале задачата да се блокира буџетот на општина Карпош биле несериозни. Зошто? Прво, несериозно е да блокираш буџет кој што е обичен буџет кој што решава најосновни проблеми на граѓаните. Тоа е прва работа. Второ, да сметаш дека си сериозен, а да ги промашиш роковите и за тоа да вршиш овде политичко силување и притисок, за да твојата неодговорност ја пренесеш на сите нас и да ги малтретираме сите луѓе, е неодговорно. Очигледно,
некој за оваа операција се подготвувал долго време. Беше ли закажана, бе колеги, на 15 декември седницата? Ви најавив ли дека и ќе имам отсуство? Ве гледам сите во очи. Се станали овде без никаква причина и се прекина седницата за да се закаже на 28 практично ден пред отпочнување на годишните празници. Значи, и ако имавме ние на 15 да завршиме, некој се плашеше и ако се разгледуваат амандманите, немој случајно да се дојде до нова година да се разгледаат амандманите. Значи, на секаков можен начин, ако може да не се разгледуваат амандманите. Следната работа. Зборуваме за сериозност. Колеги, ве гледам сите во очи, колеги, и вас од левица, и вас, колешки, независните. Сериозно ли е да ставите амандман за 1 денар? Сериозно ли е да ставите амандман за 1000 денари? Зборуваме честно, другарски. Зборуваме ако решаваме проблеми на граѓани и треба буџетот да го, не знам, редефинираме или било што и да задржиме комплетна сериозност за вака сериозна работа за кој што постои специјален закон, закон за буџет. И кај што постојат строги финансиски правила. И некој сериозен се зафркавал и со овој совет, со вас се зафркава и со граѓаните и става амандмани од 1 денар. Згоре на тоа, досни со роковите, за кои што по сите закони, и за управна, и за процесна, и кривичниот закон, кој што најточно ги дефинира што значат роковите, вие повторно се обидувате овде да силувате. Правиме тоа. Што јас предлагам? Колеги, да завршиме овде, да го гласаме буџетот, без никаков триумфализам од никого, нити од нас, нити од било кого, направен е обид за оваа работа, неуспешен е обидот. Ако вие доставите амандмани, како што реше колешката, дури и тогаш кога сме зеле да гледаме, ако нешто било суштински битно и така натаму, ајде да седнеме да разговараме. Ама вие барате од нас незаконски поднесени амандмани од 1 денар да ги разгледуваме. Ако некогаш, кога сме закажувале седница, имало ден-два за доснување, ама тоа што ден-два за доснуваме, не предизвикуваме финансиски или било какви законски импликации, освен што не е закажано во понеделник, закажано во вторник. Овде овие буџети предизвикуваат и финансиски импликации. И на крајот на криштата, дури да ги усвоите, од мене барате на крај да потпишам нешто што не е законски. Можам ли да потпишам нешто што не е по закон? Имаше ли одлуки што ги донесовме со 11 гласа? Ние можевме, јас можев да ги откјутам, донесена одлуката и да тераме. Јас инсистирам одлуката да биде законска. Мора да имаме 12 за одредени одлуки, решенија и така натаму што одлуката мора да биде законска. Предпоставувам дека најголем дел не сте ни приметиле и така натаму. Се е тоа нормално и да не се примети. Ама јас инсистирам, не може да се потпише незаконска одлука. И сега ние треба да работиме нешто што е незаконско. Зашто? За задоволување на гола политика. Операцијата е спремена подолго време, не изгледа како што треба. Дајте без триумфализам да се заминеме од овде. Во спротивно, на несоодветен начин им ја честитаме новата година на граѓаните на Карпош и на вработените во општината. Не можете, колеги, да зборувате. Види, ај наредниот месец ќе им компензираме. Јануари е најтешкиот месец во годината за секој граѓанин. Трошоци за нова година, дугачок е месецот, струи, грејења и така натаму, евентуално зимовања, деца, распусти, одмори. Значи, најтешкиот месец во годината е јануари. И вие во јануари ќе ги оставите луѓето со 40% помала плата. Јас само сакам да ви укажам.
Што мислите како тоа ќе изгледа кога негователката од Карпош или куварката во градинката од Карпош ќе земе 40% пониска плата од онаа во Ѓорче и во центар? Сакате да предизвикувате да има штрајкови? Да не ги примаат децата? Да не сакат да готват? Да не сакат да чистат? Зошто ви треба тоа? Ако ви е тоа целта, натаму јас не можам ништо повеќе. Ако ви е целта да предизвикувате штрајкови, ваша одлука е, ја не можам со сила да ме натерам. Ние сме должни да ви укажеме на сите негативни последици. На крајот уште едно сакам да апелирам. Дајте ова работа да заврши без триумфализам. Не е работата соодветно направена. Очигледно сте се обидувале и да консултирате и министерства и така натаму, но еве работата не изгледа како што треба. Уред, никому ништо, сте пробале, не успеало. Имаме друга година, до година. Доставете на време амандмани, ќе седиме, ќе гледаме. Не е крај на светот. А ако не мислите така, ваша е одлуката и ваша е одговорност. Јас сум должен да ви укажам дека работите незаконски. Јас сега би ја замолил колешката Ивана, бидејќи ги има написмено токму овие рокови, ве молам да ви ги прочита, сите да ги слушнете и после тоа да ја донесеме конечната одлука. Јас ви благодарам. Реплика само барам. Да завршива на поставане на проблем. Мислам дека вие не сите познато дека ние работиме пред се согласно законот за општа управна постапка, дека сме инспектирани од таа инспекција во речиси 90% од постапките кои што ги работиме. Законот за општа управна постапка, значи пред се да кажам, значи вчера кажав и повторно ќе кажам, сето ова што го кажувам и читам, го кажувам со голема одговорност. Јас сум дипломиран правник со положен правосуден испит, имам застапувано, ја застапувам општината, значи во правото роковите се најважниот се. И секој правник кој што ја знае својата работа, пред се гледа, има обврска службено да ги гледа роковите. И дали е поднесено од овластен предлагач и така натака и така натака. Членот 4 од Законот за општата управна постапка, кој ги дефинира роковите, пак деловникот, членот 168, нели нашиот кажува најдоцна 3 дена пред денот определен за одржување на седницата, кажува, значи, извинете, член 45 од Закон за општа управна постапка. Став 1. Роковите се сметаат во денови, месеци и години, а исто така може да се сметаат и во часови. Разговаравме вчера зошто во часови и зошто секој од амандманите кои што вие ги доставивте беше ставен час. Затоа што друг член од деловникот за работа на Советот на општина Карпош кажува дека доколку се достават повеќе амандмани на иста тема, на иста ставка, амандманите се разгледуваат по редоследот на доставување. Ние мора да имаме начин како да го утврдиме редоследот и го најдовме, тоа е правен начин да се утврди, односно секој од нив да се запише со времето во кое што се стигнати. И е многу интересно што ние сега тука малце ќе избегам од име и ќе се вратам. Разговараме за 3870 амандмани, а сите овие рокови во законот подразбираат кога вие ќе отидете во некоја архива, во некоја државна институција или суд, небитно, вие доставувате еден документ. И значи овој рок се однесува на обработка на тој еден документ. Се подразбира дека денот кога ќе се прими во архивата, архивската заверка, односно ставањето на печатот, датумот и ако треба времето, е заверен актот, било каков поднесок. Значи, ние на 12 примивме 3870 амандмани. Само за споредба. На 12 дента јас примив од архивата некој редовен предмет,
кој што беше нешто под 8500. Зборувам за број на поднасок примен од 1 јануари 2023 до 12 декември. Бевме, не требаше време да се организираме, затоа што од нас се побара, советничката група предлагач побара од нас, тие 3870 амандмани да бидат заверени со датум 12/12. Инсистираа на датумот. Се консултиравме со повеќе надлежни инспекции и сакавме да ја испочитуваме максимално коректно желбата и волјата на предлагачот на тие амандмани. И го направивме тоа. Сите вие ги добивте амандманите во предвидениот рок, пред почетокот на седница, 2 пати ви ги доставив лично, преку Ви-трансфер, еднаш беа, како што беше вашето барање, да биде само ставен печат и датум, а вториот пат ви ги доставивме и со архивска заверка, односно со бројчињата од деловодната книга, така што сега негде деловодната книга не завршува годината со 12.000, речиси 13.000 ради овие амандмани. Се извинувам што се распленав, сега ќе се вратам на конкретното. Членот 45 од Законот за општата управна постапка кажува дека роковите се сметаат во денови, месеци и години, а исто така може да се сметаат и во часови. Кога рокот е определен по денови, во нашиот случај, денот во кој паѓа настанот од кој треба да се смета траењето на рокот, не се засметува во рокот. Значи, тоа е таа дефиниција, ние мислам дека малце го извитоперуваме тоа, почнува од нареден ден. Не се засметува во рокот. Денот на настанокот од кој што треба да се смета во нашиот случај е 12. Часот е 13:30. Меѓутоа, часот е 13:30 на првиот примен амандман, односно на првиот имер, ако можеш, помогне ми 10 на 20 амандмани. Така ги правевте, зашто не пишувавте 13:31 и 32, туку нели последниот заверен амандман тој ден беше негде во 20 часот и 50 минути. Сега, бидејќи сите закони во нашата држава ги дефинираат на ист начин роковите, само што законодавецот никаде малци го проширил дефинирањето. Сега ќе ви ја прочитам и дефиницијата од Законот за парнична постапка, кој што ги дефинира роковите. Членот 104 вели: роковите се сметаат со денови, месеци и години. Кога рокот е определен на денови, во рокот не се засметува денот кога доставувањето или соопштувањето е извршено, односно денот во кој паѓа настанот од кога треба да се смета траењето на рокот, туку за почеток на рокот се зема првиот нареден ден. Нема да ги објаснувам, уствари ќе го прочитам ова. Ако последниот ден на рокот паѓа на државен празник или во недела, или во некој друг ден кога судот не работи, зборуваме, затоа е тука судот, зашто читам од парнична постапка, дефинициите се тие, рокот истекува со истекот на првиот нареден ден. Изгледа не ви е јасно, па се смиете, ама да, баш убаво. Законот за кривична постапка, кој што е најпрецизен, затоа што таму има многу сериозни и сензитивни постапки. Член 98. Роковите се сметаат на часови, денови, месеци и години. Часовите беа кажани во Законот за општа управна постапка. Часот или денот кога е извршено доставувањето или соопштувањето, односно во кој паѓа настанот од кога треба да се смета траењето на рокот, не се засметува во рокот. Значи, збориме за трета област во државата на истиот начин дефинирана. Сите рокови во правото се дефинирани на ист начин. Туку за почетокот на рокот се зема првиот нареден час, односно ден. Зборувам ради сензитивноста на постапките. И понатака дефинира дека во еден ден се сметаат 24 часа, а месецот се смета по календарското време. Саботите, неделите и државните празници се засметуваат во рокот,
Ако последниот ден на рокот паѓа на државен празник, сабота, недела или во некој друг ден кога државниот орган не работел, рокот истекува со истекот на првиот нареден работен ден. Во нашиот случај, за да ви биде сликовито. Примени се на 12, во 13:30, многу битен момент е часот ради амандманите, ке повторам, ради редоследот на разгледување, што не обврзува нашиот деловник. Рокот почнува да тече од 13 и завршува на 16 во сабота, бидејќи е сабота, значи рокот завршува со истекот на понеделник. Јас и кога ги доставивте со вас, нели неколку пати се консултиравме низ дворот, ви кажав зашто вчера ни ги доставивте, зашто ни најавивте. Меѓутоа, знаете што, колку и да звучам патетично, имам право да го кажам тоа, зашто се осеќам лично загрозена. И затоа што нема да дозволам до последно да земам помала плата од таа што ја земам, за она што честно и многу квалитетно го работам. Значи, моите колеги сите до еден, и овие што се тука денеска до еден и никој не ги побега, сите се пријавија волонтерски и работеа. И благодарам градоначалник што ги наградивте со ситна, да речам, ситно одбележување, им показавте благодарност. Значи, не себично седна и ве молам да ми посочите институција во нашата држава, во Република Македонија, што во 7-8 часа или помалку заверила 3870 било какви акти. Еве нема да ги наречам амандмани. И кои што наредниот ден, односно наредниот ден и пол, истите тие уште еднаш ги обработила и два пати ви ги има доставено. И ако се сеќавате, а веројатно не да ве подсетам, седницата на 15 беше закажана во 10 часот. Ја ви се извинив што доцнев, затоа што не можевме преку вид трансфер да ги проследиме на вашите милови и последните, колку беа имер последните 500-600 така амандмани, поради што, бидејќи веќе го појаснам и тоа, веројатно некој од вас и не работи со вид трансфер, можам на тројца испраќачи во исто време, документите беа огромни и за една група од тројца мене ми треба некои си 5-6 минути согласно брзината на нашиот интернет да бидат испратени, дека дојдов 2-3 минути пред 10. Цел час доцнев. Во исто време ги донесов и овие кутии на кои што секој од тие 3870 амандмани имаше архивски број. И истиот тој ден беа отворени расправите по програмите, истиот тој ден кога беа отворени расправите по програмата за екологија и по програмата за уредување на градежно земјиште, не беа доставени предлозите. Ви благодарам. Колеги, пред продолжиме со расправа, јас повикувам на пауза за координативна средба. Само репликата ќе мога. За координативна средба меѓу координаторите, јас и градоначалникот во обид да надминеме според мене